Почитувани, добре дојдовте на прва со професорите. Денес мој соговорник е Ирена Петровска, професор по германски јазик. Професорке, добро ни дојдовте. Мартин, ти благодарам за поканата. Добро ве најдов. Како сте? Супер. Дали може да започнеме? Може, како не. Сакам да ми кажете нешто повеќе за вас. Кој е Ирена Петровска? Како го поминавте вашето детство? Па, јас, како што знаете, сум професор по германски јазик. Во гимназијата веќе 4 години. Инаку имам работно искуство од 17 години. Инаку приватно сум мајка на 2 керкички. И за се друго останато, понатаму твоите прашања. Колку инспиративно. Имам сознание дека од сега сте сакале музика и дека во помала возраст кога сте биле заедно со вашата сестра, мислејќи дека му звоните на Майкл Джексон, сте му го потрошиле цел кредит на вашата мајка. Дали е вистина тоа? Јас не. Соградувате, значи. Да, имаше таква случка, меѓутоа не од мене, туку од мојата сестра. И кој беше најмногу казнетете, да кажеме така? Па, тогаш немаше вакви телефони, смартфони како што има сега. Имаше само сметка, која што, не знам, памтам дека Вртоглава сума, предпоставувам. Да, голема сума и мислам дека сестра ми го изолече по дебелиот крај. Добро, сепак била крива, како што самата кажавте. Сакам да ми кажете дали од сега сте имале поддршка од вашите родители за било какви цели во вашиот живот? Да, секогаш сум имала поддршка од моите родители и секогаш сум ги слушала, бидејќи посебно мајка ми која беше многу паметна жена и секогаш правилно не насочуваше и мене и сестра ми и благодарение на неа јас сега сум ова што сум денес. Бидејќи спомнавте на почетокот дека имате работно искуство од 17 години, јас сакам да ми кажете како беше образованиот систем порано и денес како е. Што мислите? Многу голема разлика, огромна разлика би рекла. Образовниот систем денес, знаете и самите, вие сте сведоци на тоа во какво време живееме. Време не време. Време не време, лудо време, во кое што се изместени вистинските вредности. Порано кога јас бев ученичка, секој заслужено си ги добиваше оценките. Денес има тука малце врски, така, малце... не малку препишување. поќе. Денес родителите пред се, можам да ги наречам најголемите виновници за тоа што бараат многу оценки за своите деца, што мислам дека е многу погрешно. Да, бидејќи на крајот од денот тоа не е заслужена оценка. Не е заслужено и вистинскиот квалитет секако ќе си Да, и излезе тие на вистински површина. што учат пак немаат мотив подоцна да продолжат со Точно истото така темпо. и затоа се јавува и тој револт во општеството, помеѓу соучениците, знаете, сведоци сте на тоа, како некој кој што цела година учел и ги има сите петки и некој кој што Не учел, воопшто не се пак ги потрудил, имал сите пак петки. ги има сите петки, тоа навистина е многу неблагодарно и затоа Сурово. секој Сурово, од но дома реално. треба да почне да се искорени таа пракса, ако согласувам. сакаме да има поквалитетно образование. Се согласувам. Дали од сега сакавте да бидете професор по германски јазик или имавте некои други амбиции и цели? Не, немав никакви амбиции. Други, освен тоа да бидам професор по германски јазик како мајка ми и не сгреши по тоа. Дека ја спомнавте мајка ви, нели кажавте дека имате 17 годишно искуство, 4 години сте тука во гимназијата, дали ви беше тешко да се формирате како професор по германски јазик, нели пред вас беше и вашата мајка тука во оваа гимназија? Па, можам да кажам дека воопшто не ми беше тешко да се афирмирам меѓу учениците, веројатно поради генерацијата, нели, мајка ми беше постара, замина во пензија, постарите имаа малку поинаков однос со учениците. И јас често знам да кажам дека учениците се препородија со мене. Имам и ја слушна тоа. Јас така, тоа е моје мислење, ама мислам само дека е поради тоа што сум јас помлада, имам повеќе разбирање за вашите проблеми, ги разбирам вашите потреби. И старосната граница е тука некаде, нели со нас? А па сега, Мислам- Мартин, не е со вас тука, ама. Мислам, близко сме. Не сме многу Пак близки. сте млада вие. Не сум толку млада колку што Добро мислиш. личите млада.
Мислам дека е убав комплимент. Да, секако, фала. Нема да што. Малкумина знаат дека вие пред да предавате во Горната гимназија, предавате во Колеканински. Како ви беше преминато до основно образование во средно образование? Па, лесно беше да преминам од основно во средно, со оглед на тоа што во основно беше и не беа задачите и активностите толку големи, бидејќи сепак тоа германски јазик во основно училиште, учениците се почетници, уште се запознаваат со јазикот. Единствена разлика која што тука би ја направила е во тоа што тука во гимназија имав поголем фидбек од учениците. Мислам дека и генерацијата кога вие се заминавте од Колеканински дојде и тука да учи. Мислам дека така беше 900 Така беше, да, за дури прва. има некои ученици кои што на кои што им бев Класна, класна во мојот во клас, мислам. Колеканински, Да. па продолжија и тука да им бидам класна и често знам да им кажам јас би сум доживотна класна вас. Така има неколку ученици Тоа е добро, убаво. во мојот клас, четврта, 6, кои при тоа ги поздравувам. Четврта 6, да. Поздрав и од мене. Сакам да ве прашам, кога дојдовте тука во гимназијата, кој колега прв ви подаде рака? Па, сите ме знаја како керка на Ленчето. И па можам да кажам најповеќе си имам живеачка со Даниела по македонски, со Поздрав на Лидија по професорката, хемија, Поздрав. со Маријана по англиски, Нина по германски, со сите си живеам. Поздрав до сите. Јас имам една мала игра за вас. Значи, јас ќе ви ја покажам пола лице на професорите. Вие сакам да погодите за кој професор станува збор. Ајде. Опрашање се четворица. Ќе почнеме од овој професор. Ова е Мики, Михаил по физика. Дали вие го сликавте? Ова слика е мислам на предновогодишната забава вас професорите. Да, ова е во Епинал. Во Епинале, Да, јас го сликав. Имавме фотосесија и јас го сликав. Да, претпоставува. Филип по историја. Сигурна сте? 100%. 100%? 100%. 100%. 100%. Добро. Професорот Филипе. Мислам дека ова малце ќе ви биде потешко. Не, ич не ми е тешко. И таа е моја колешка со која што многу си живеам, Ирена по англиски Памперс. Професорке, значи, да, точно. Ова го оставив за крај. Мислам, не може да не го познам мојот колега Љупчо по По етика. старата генерација, точно така. Ова е професорот Љупчо по етика и логика. И логика, да. Да. И филозофија, може би. Професорке, стварно мислев дека ќе ви бидат потешки за Не, ич воопшто. погодување, меѓутоа не беше така. Бидејќи зборувавме малце за вашето детство, за вашата кариера, сакам да ве прашам кој период во вашиот живот ви е најубав и на кој повторно би се вратиле, а кој за секогаш би го избришале? Најубав период од мојот живот, па не можам да го наречам тоа период, туку тоа беше мојот живот кога имав родители, кога имав мајка и татко, кога можев да одам кај нив во секој време, да одам и да си ќутам, да не морам ништо да кажувам. Кога кога моите деца имаа баба и дедо, единствено тој период би сакала да може да ми се врати. Инаку некој период кој би го заборавила во мојот живот, не би заборавила ништо, се случува со причина. Се точно се случува И со се е причина, се е лекција во животот и едноставно не морам да заборавам некој период, туку едноставно заборавате некои луѓе и продолжувате понатаму. Нема зашто да жалам за некој период од мојот живот. Да продолжуваме напред и не треба никогаш да се сетиме или да се свртиме назад. Точно така. Дали се сеќавате на вашата прва љубов? Каква прва љубов? Значи, она кога имавме симпатии или некоја поозбилна? Ајде да речеме поозбилна. Се сеќавам, како не се сеќавам. Дали сте во контакт со таа љубов или дали си имате сретнато? Немам ни појма каде. Памтам Марко се викаше, ама појма немам ни каде, ни Сигурно е ништо остварен не човек. знам. Ама сигурно е некој стар сега. Да. Како мене вака. Не е сочуван, предпоставувам.
како вас. Не знам, не знам. Не знам, дури да го сретнам, појма немам дали би го познала. Дали имате совет за љубов во нашите години? Нешто да ни кажете така? Да, имам јас многу совети, секогаш им кажувам совети на помладите, па дури и на моите пријателки. Еве и вас можам да ви кажам дека треба да уживате во љубовта и да не бегате од љубовта. Треба да се соочите со љубовта, да и дадете шанса на љубовта. Треба да простувате, но до одредена мера. Значи, треба да заминете кога едноставно повеќе не чувствувате дека таму е вашето место. И треба да се обидувате во животот и најважното да не се плашите од разочарувања. Сакаш да бидеме искрени. Значи, не се плашете едноставно од разочарувања. Треба да се разочарате во љубовта за да пораснете и да сватите што е најважно во љубовта. Благодарам, професорке. Бидејќи ве прашав за вашата прва љубов, сега сакам да ве прашам за вашата последна и искрена љубов, за вашиот сопруг. Дали од секогаш ви беше поддршка и дали ви е поддршка во вашите цели амбиции? Нормално, мора да ми биде поддршка за да обстоиме толку долго. Инаку еве баш сега, денес, сутре, правиме 21 година како сме заедно. Со среќа. Фала. Мислев дека е сребрена, не. 25 е сребрена. Не, ова 21 не во брак, туку годишнина, да, сме почнале да бидеме во врска. Инаку во брак сме 11 години, значи 10 години сме биле во врска, па 11 години во брак. И нормално мора да ми е поддршка за да имаме успешен брак. Да. Баш бидејќи спомнавте успешен брак, сакав да ја прашам дали бракот е успешен кога градите се заедно? Или има тука нешто X фактор? Па, тоа е важен предуслов, се разбира, но не би рекла дека тоа е клучен предуслов за успешен брак. Многу поважно е да имате разбирање, поддршка, прифаќање на тоа какви сте, да се прифаќате со сите ваши слабости и мани и секако тоа што понатаму сте го стварате заедно е само еден плюс во вашиот брак. Да. Навистина инспиративна приказна за вашата љубов. Сакам да ве прашам дали има нешто што сакате да промените на себе, дали се задоволна во вашата кожа? Не би сакала ништо да променам во на себе, може би некои мои карактерни особини, ама тоа сум јас, ако ги променам тогаш нема да бидете вие, да. Така, значи кој ме сака, ќе ме сака таква како што сум. Сам да ве прашам дали би биле машко на еден ден? И што би направиле ако сте машко на еден ден? Не би било машко, убаво ми е вака во мојата кожа. Остварена жена, мајка. Да. Ама ако бидам машко еден ден, само ќе лежам по цел ден. Како што мажите си лежат по дома, да видам како е онака си лежиш слаба во дома, да немаш никакви обврски. Ако би биле машко, мислам дека би вртеле многу чупина. Мартин! Ево. Ова ќе сте вие. Личам на данец. Не знам, ама симпатично личите. Не, Мартин, не. Зошто? Не, подобро да си останам жена. Јас би ја поклонила ова фотографија, ќе замолам Давид да ви ја достави. Можете да се зачувате, можете да се закачите негде, да си урамите, да не речам. Многу јака слика. Ова е од вашиот Facebook профил. Оригиналната, си ја знаете. Леле, Мартин, каква катастрофа. Не се согласувам. Дали имате некој страв? Да, имам повеќе стравови, ама најголемиот страв ми е да летам со авиони. Навистина? Ама летам и покрај тоа и од земјотрес. Вашиот одговор ми вметна едно мое прашање. Навистина сакате да патувате многу, сведоци сме на тоа. Каде е најубавата земја каде што имате посетено нешто? Не знам, во секоја земја има нешто што би издвоила, но ете онака нешто што е навистина поразлично од сите земји, можеби Дубај. Дали
Имате незгодна случка во некоја земја? Јас знам. Ќе ве подсетам ако не кажете. Незгодна случка. Еве, дали е вистина дека во еден шопинг центар имате заборавено неколку пати една иста торба? Или Па, јас кога ќе влезам во шопинг центар се заборавам. да. И, Значи, вистина. И многу веројатно е да заборавам и чанта и нешто така. Сте поминале со некои последици? Со некој личен предмет, загуба нешто? Не. Значи, Сум имате се среќа. вратила, сум имала среќа се ја најдам чантата, ама секако мора малце да внимавам повеќе оти. Ете, сестра ми, например, беше така, ограбена. Не, тоа е... Имате точна бројка колку земји имате посетено? Немам точна Не броите. бројка, немам точна бројка, ама мојата ќерка има онаква една Мапа. и само си греби каде има посетено, кои земји ги има посетено. И сегаш ќе носи споменато детството. Тоа е Да, и навистина секаде добро. ги носиме нашите деца со нас. И така ти имаат само некои желби каде што сакаат да одат во некои чудни земји кои што ги гледаат на интернет, Да. кои што Ама не како деца мора му се остварат желбите, Да, нормално но кој е во таквите рамките. земји кои што тие ги имаат како желба не се некои популарни туристички Места. дестинации, како на пример Ерменија. А дали некојаш ќе ги однесете или може би имате одено? Немам одено во Ерменија, ама со задоволство би отишла. Значи да очекуваме не стори од Ерменија. Не очекувајте од Ерменија стори. Во ред, добро. Барем не во брзо време. Во ред. Која е најголемата лага која имате за вас слушнато? Не знам. Неголема лага. Сигурно имате нешто слушнато. Ако не сега, 100% во детството. Или во тие тинеџерски денови. Не знам, сигурно дека имам нешто слушнато, ама вака само не ми текнува на вистина. Еве ти кажи, меѓу учениците. Не знам, не ми текнува стварно. Кажи нешто, како ме оговарате. Не ве оговарам, бидејќи не ми предавате. Не, ама не ти, туку твоите соученици. Моите соученици, не знам сега дали е коректно да ги изгледам, нема многу, не ве оговарат. Него знаете сите, лоша е, ама Лоша сум јас. не во таја смисла. Кога на пример нешто не му погодите, во таја смисла сакам да кажам, или некогаш кога ќе му дајте тежок тест. Јас никогаш не давам тешки тестови. Ама давате многу групи. Па давам многу групи за да не препишуваат. Да, тоа ви е паметно. Мислам дека таму ви замерват, дека многу групи давате. Мислам дека вие ги давате А, Б, С. А, Б, С, Д, Е, Ф. Да, многу Зависи групи. колку време ќе Многу имам. Ако групи имам давате. време, можам и 10 групи да направам. Не знам, среќен сум што не сум на германски, иако многу ми е криво што не научив германски. Па и треба да ти е криво, мајке. Навистина основно учев и мислам дека имам подобар акцент германски отколку француски. Знаеш дека германскиот јазик е јазик на иднината. Никогаш не е касно, никад не е касно. Точно, Мартин, еве, јас можам да кажам дека сега на стари години одам на англиски. Навистина? Да. Па, Мислам, не одам дека не знам, туку одам за Да да се си го надоградите. обновам. Да, јазикот. Бидејќи супер. човек учи додека е жив. Жив, точно така. Значи и мене не ми е касно да научам германски. Точно, и ќе ти треба. И јас најчесто им велам на учениците кои ќе велат: јас не искам да учам германски, зашто ми е германски?" И на таквите ученици му велам: "Ти прва ќе се мажиш во Германија." Или ќе се жени некој во Германија, па. па ќе му треба. После ќе ме барат. Да, и то секогаш е така. Да. Секој што рекол дека не му треба нештото, Му треба. му требало. Да. Или било како, например, јас нема да работам таму и прв ќе се вработи таму. Прв ќе се вработи прв и после ќе ме побара за приватни часови. Кој ти велев да учиш без пари, сега треба да плаќаш. Да. Точно така. Сакам да ми кажете која е вашата тајна вештина што малку луѓе ја знаат. Имам слушнато, имам сознание дека многу готвите. Дали е точно? Готвам, да, ама то не го сметам во некоја посебна вештина. Нешто. Секоја домакинка треба да готви. Имате таен рецепт? Што не го Повеќе кажувате? сакам да правам торти, благи, такви работи. Ама друга вештина која што би ја издвоила и ја знаат малку луѓе, тоа е тоа што сум добар организатор и кога не би била професорка, би била некој таков wedding planner или Организатор. event planner, да, организатор.
И секогаш кога ќе има некоја фамилиарна свеченост, настан, Вие сте главна. јас сум главна таму и гордо кажува дека јас се направи. и јас се спремам, порачвам, декорирам. Уметна душа. Да. Дали е вистина дека многу пиете кафе? И каде е најдоброто кафе во градот? Не пијам многу кафе, пијам едно на ден. Стварно? Да. Ако ме гледате вие со... Излажале. Ама ние секогаш ве гледаме со кафе. Да, оти ме гледате секогаш со кафе, ма тоа е едно кафе единствено кој го пијам во денот. Ако не си го направам дома сама, тогаш од Централ. Од Централ? Да. Епа, сега после, момент малце, да пробаме едно наше кафе. Тука ќе ни подготват од режија. Ете, јас спремно се и донесов. Многу си информиран. И пар. Еве, и кафина. Млеко до душа забораив, ама се надевам дека ќе најдеме тука во гимназија. Така да, ќе видиме како ќе течи понатаму. Важи, Мартин. Да, ова ќе го, не знам дали смета. Не, ева нека седи тука. Важи. Сакам да ми кажете која е најчудната работа што ја правевте пред да бидете професор. Пред да бидам професор, како студент, одев во Германија и работев. Продавав готови јадења. Значи, пржев коленици, риби, меса. И најчесто одев во едно градче на север од Германија, каде што имаше само стари луѓе, онакви скроз во пензија. И доаѓа сите купуваа тука од таа продавница каде што работе. Убаво е тоа. Да. Сепак имате спомени. Да. Која е вашата најобична и најсмешна случка во животот? Нешто што ви се случило? Има некои повеќе работи кои ми се случиле, ама вака сега Да моментално нешто. ми текнува едно интересно нешто. Значи, јас и мојот сопруг, тогашен дечко ми беше, одевме некаде, не знам, на патување со брод. И на брод јас загледана во морето и сакав да му кажам него нешто. И како што беше завртен вака со грбот и јас ојдов и го гушнав одназад. Кога гледам дека сум гушнала некој друг. Друг маж. Каква беше реакцијата? Некој друг. Кака? И тој се врти само и се чуди. Ете, тоа е нешто што го паметите. Да. Интересно. Тоа беше многу срамно. Која е вашата успешна дефиниција за балансирање помеѓу професионалниот и личниот живот? Па, нели претходно ти кажав дека ме бива за организација, така да и одговорот на ова прашање можам да преку одговорот на ова прашање можам и да ти го потврдам тоа. Значи, имам добра организација на времето, обавезно си одвојувам време за себе, за навежбање, да одам да извежбам, да си ја средам куќата, да си ги средам работните обврски. Значи се постигнува со добра организација на Ми времето. кажаја дека е многу што готвите и многу сакате да ви биде чисто и средено. И се да ви биде, ако ова е тука, ова треба да е тука. Точно така. Нема... Тоа може би и ми е мана, не би го нарекла тоа како некоја доблест, но не знам, некако почна тоа да ме оптеретува во последно време, бидејќи не се сите луѓе такви и не можат да ги исполнат моите очекувања. И многу врски поради тоа си земам на себе и тоа ме оптеретува, па гледам во последно време малку да Боли подолабавам со главата и тоа. не вреди на еден начин. Да, значи ако секако ако можам да го направам тоа, гледам да го направам, ама гледам и да не се оптеретувам, иако тешко ми оди. Професор, ќе дојдовме на самиот крај на нашето интервју, мене ми помина брзо, не знам за вас. Сакам да ми кажете кој е најдобриот подарок што сте го добиле и дале. Најдобриот подарок, значи многу подароци сум добила кои што ми биле драги, убави, од драги луѓе, но најдобрите подароци си ги купувам сама. Сега, I can buy myself flowers. не вистина.
Ето вчера беше Валентайн, дали добивте нешто или си купивте сама? Не, ништо. Ни добив, ни си купив. Не сум многу по тој нешто празник. Свети А Трифон. инаку, што се однесува до подарок кој што сум го дала, може би не толку вреден, колку што беше начинот на да дојдам до тој подарок. Минатата година, кога мојот сопруг правеше 40 години, сакав да му подарам еден рачен часовник кој што од секогаш го сакаше, ама таков тој рачен часовник не може се најде толку лесно. Во малку примерот се го има. Не може би во малку, ама го нема тука во поблиската околина. Па то беше потрага во Данска, во Шведска, во Германија, во Србија, за на крај да го најдеме во Пловдив, во Бугарија. Ама го најдовте. Го најдовме, да. Професорки, ви благодарам за вашето одвоено време во денешното интервју. Се надевам дека се поминавте убаво. Јас се поминав навистина прекрасно. И се надевам дека ќе имаме уште понатамошни соработки. Така, ти благодарам Мартин за поканата и мене ми беше пријатно и ти посакувам уште многу успешни емисии. Ви благодарам.